Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник, овој пат со нас двајца магистри. Темата на која што ќе разговараме се лицата со попреченост, лицата со инвалидитет и нивната инклузија во општеството, на која ниво е сега. Дали има подобрувања во однос на вклученоста на оваа категорија граѓани во локалната заедница. Заедно со нас, добро вечер за магистар Милена Илич-Пешич, магистар по дефектолошки науки. Добро вечер, ви благодарам што се озовте на нашата покана. Добро вечер на граѓаните кои следат вашата емисија и благодариме за поканата. И магистар по специјална едукација и рехабилитација Фросина Симоновска, инаку вие сте вработена во порака на во дневниот центар порака наша. Добро вечер, ви благодарам и вам. Добро вечер на вашите гледачи и благодарам на поканата. Значи прво ќе почнеме со господја Илич-Пешич. Со каква категорија вие на ученици работите? Односно заборавивме да кажеме дека вие сте професор во основното училиште Браќа Миладиновци, односно работите со лица со попреченост. Така, ја ќе дообјаснам. Јас сум вработена во основното училиште Браќа Миладиновци, а Браќа Миладиновци е единствено училиште на ниво на општина Куманово, каде што има посебни паралелки, тоест паралелки за лица со посебни образовни потреби. Во нашето училиште има 9 паралелки кои се водат како подрачен дел од училиштето, 9 паралелки за лица со посебни образовни потреби од прво до 9 оделение. Ние во суштина покриваме категорија со ментална инсуфициенција, тоест претежно се лица со лесна ментална инсуфициенција, меѓутоа има лица и со умерена ментална инсуфициенција, како и лица со аутизам, лица со телесен инвалидитет и со комбинирани пречки во кои спаѓаат оштетување на видот, оштетување на слухот, оштетување во говорот и гласот, меѓутоа примерна е менталната ретардација кај нашите корисници. Така, вие покривате различна категорија на корисници, односно корисници на дневниот центар порака наша, има од лесна до кој вид на попреченост? Така, нашето здружение, регионален центар за лица со интелектуална попреченост порака наша, опфаќа категории од лесна до длабока. Значи, ние имаме членови, меѓутоа во дневниот центар се лица со умерена и тешка интелектуална попреченост над 18 години. Ние имаме 21 корисник кои што успешно, значи, ја следат програмата според која работиме во дневниот центар и се трудиме континуирано истата таа програма да ја надоградуваме. Сепак има поголем број на лица со попреченост, некаде околу 800 веројатно така, има нашето на ниво здружение има околу 800, нашето здружение значи е на ниво на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричани. И ги застапува значи правата и интересите на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства. Сакам да ве прашам, дали образовната програма која што е, бидејќи станува збор за државно училиште, станува збор за таква институција, дали образовната програма, која е образовната програма според која вие работите? Како работите со овие Програмата по која ние работиме е зададена од Министерството за образование и наука. Тоа е програма која е прилагодена за лицата со попреченост, во нашиот случај прилагодена за лицата со ментална ретардација, нели? Има одреден на група на предмети кои се задолжителни и кои не се задолжителни, кои ги користиме повремено и по потреба, меѓутоа генерално се држиме на програмата, ја остваруваме и ја прилагодуваме индивидуално према секое дете. Затоа секој наставник е должен да направи индивидуална образовна програма за секој корисник поединечно и спрема неговите можности се прилагодува таа програма. Се разликува програмата од програмата за во редовно образование, тоа мора да појасниме. Што вие како задолжително предмет? По основните предмети, математика, македонски јазик, ликовно, музичко, техничко образование, на пример, еве конкретно немаме физика, хемија, немаме застапено такви предмети, меѓутоа има случаеви, само ова да го пообјаснам, има случаеви кога нашите ученици сега е задолжително основното и средното образование и за лицата
со попреченост. Минатите години не било, меѓутоа многу години наназад е задолжително, тоа е новина во системот на образование, што го поздравувам и треба да е така. Не треба овие лица да остануваат дома, мора да биде задолжително да го продолжат своето образование. Има случаеви кај нас е од 1 до 9, нели? Кога завршуваат кај нас учениците можат во одредени ситуации и не сите можат и во редовно средно да се запишат, што е новина например. Така, кога се запишуваат после основно, се запишуваат во средно кое што е наменето за лица со попреченост. Во нашата држава има повеќе училишта, има сигурно кои се специјализирани за лицата со ментална ретардација, средни училишта, меѓутоа еве имаме случаеви од нашите корисници кои се запишале и во редовно училиште како инклузирани ученици, нели? Не им пречи што програмата не е иста. Да. Веројатно ќе се навратиме на ова прашање, само да објасни господица Симоновска, кажете ни според која програма вие работите? Вие сте сепак здружение на граѓани, дали постои некоја образовна програма која што црпи искуства од државното образование, таа програма која е намената за лицата со попреченост? Програмата според која ние работиме во дневниот центар е всушност признаена од Институтот за дефектологија при Филозофски факултет во Скопје и тоа е програма каде што акцентот е ставен на развој на вештини за самостојно живење. Ние се трудиме, значи, преку најразлични подрачја кои што нашата програма ги поседува, преку реализација на практични, когнитивни, социјални активности. Имаме едно ново подрачје, тоа е вовед во работно-производствен процес, каде што можеме да покажеме на граѓаните на град Куманово дека лицата со умерена и тешка интелектуална попреченост можат од пасивни да станат активни граѓани во заедницата во која што сите живееме и делуваме. Тоа е оној проект што бевте во Ирска, односно ваши колеги беа, така, 20 едукатори од дневниот центар беа во Лондон, во Англија, каде што го посетија Сдруженијето Джени Рут, исто тоа е невладина организација, и нивните корисници се занимаваат со производство на дрвени продукти. Ги видовме таму темелите на социјалното предприемништво. Тоа е нешто ново што во Република Македонија доправо треба да почне да се работи на тоа. Значи самите корисници произведуваат одредени продукти, ги продаваат во локалната заедница и имаат приход од сето тоа. Значи тоа се темелите и тоа е базата, значи, на социјалното предприемништво. Ќе се потрудиме во иднина и ќе работиме напорно, значи сето тоа да почне да се реализира и во нашите простори. Така, ќе зборуваме и за Законот за социјално предприемништво кој е во фаза на изработка. Така, да. Дали со текот на годините и престојот во училиштето, колку години работите? Па јас 8-9 години работам во образование. Имате патено ученик кој што е од прво одделение, па сега веројатно е девето одделение. И какви се напредоците на овие ученици? Како се движат? Морам да признам дека се забележува напредокот кај учениците. Наша примерна цел е да ги описмениме, нели? Ние се занимаваме со нив од почетокот, од нивните 6 години додека стасаат за средно училиште. Примерна цел е да ги описмениме, меѓутоа не само тоа, како што каже и Фросина, треба да се социализираат тие лица, треба да излезат малку надвор од кругот на семејството, да се дружат, да се оспособат за живот. Не е само описменувањето, важно и клучно туку да се оспособат за живот за да бидат корисни граѓани во локалната заедница и да си го најдат своето место. И секако кога се работи мора да има резултати и има прекрасни дечиња и кај нас во Македонија морам да напоменам дека има лица, еве на пример лица со Даунов синдром кои претежно се во специјалното образование опфатени, меѓутоа има лица кои се во редовно образование и инклузирани, па дури има лица кои се на високото образование вклучени во процесот во образование, завршуваат факултети, што е за поздравување. Тоа е еден голем успех, значи кога се сака и кога се работи, можат и чуда да се направат. Не секогаш, меѓутоа работата дава своји резултати. Вие сакав истото прашање, дали имате подолги години сте таму, имате ли ваше искуство кое што можете да го споделите со јавноста, односно каков е напредокот на овие лица кои што вие ги затекнавте на одредено ниво, сега како се... Значи, ние кога почнавме да работиме со нашите корисници, акцентот пред се беше ставен на развој на вештини од типот на практични активности, когнитивни активности, социјални активности и она што Милена го кажа, значи навистина голем напредок бележиме на полето на социјализација. Значи, нашите корисници можете да ги сретнете помеѓу во градот, каде се шетаат, можете да ги сретнете значи, во било кој ресторан, што говори значи, за огромен напредок на поле на социјализација. Имаме уште многу работа,
останува и како резултат на тоа, значи, забележуваме дека ние континуирано програмата ја надоградуваме, поради тоа што забележуваме дека на корисниците им требаат нови предизвици. Како резултат на тоа воведовме нова работилница, значи во дневниот центар, тоа е работилница за шиење, каде што нашите корисници покажаа огромен интерес. Почнавме да ги изработуваме, значи првите торби со логото на Порака наша. Она што го говоревме пред малку, воведовме работилница за изработка на дрвени продукти. Исто така постои огромен интерес. И нешто ново, значи што може значи и граѓаните на градот да го забележат, продавање на уличното списание лице в лице. Так. Значи нашите корисници заедно со корисниците од државниот дневен центар до 18 години, а со помош и поддршка од средношколците при средното училиште Наце Буѓони медицинска насока, во оваа прилика ги поздравувам сите нив, бидејќи не себично им помагаат, значи, на корисниците, го продаваат уличното списание в лице и дел, значи, од тој приход оди за самите корисници. Вие не знаете, значи, колку среќа и радост се чита на нивните лица кога ќе се вратат во дневниот центар. А воедно почна и собствени приходи, кои што навистина за поздравување. Тоа ни е целта. Значи, работите долги години, вие сте моментално магистар, на докторски сега веќе и докторант ќе бидете за кусо време. Кажете ни, во текот на вашето искуство, со кои лица имате, кои лица полесно се прилагодуваат? Ги спомнавте тука со Даунов синдром, дека некои од нив завршиле и факултети. Навистина има многу случаи кои што целосно се социализирани и се успешни луѓе во оваа заедница. Зависно од која категорија. Меѓутоа, најголеми проблеми има таму каде што има комбинирани пречки. Значи, ние конкретно сме задолжени за лицата со ментална ретардација, меѓутоа, таму каде што има комбинирани пречки, тука најмали можно е да кажем резултати имаме остварени. Меѓутоа, знаете како тоа гледаме ние и да го научиш детето да го држи моливот во рака е голем успех. Сега се е релативно како гледаме на работите, меѓутоа малиот напредок е голем напредок за овие лица и ние сме задоволни во одредени ситуации и со многу малку. А какви се тие комбинирани техники? Комбинирани пречки е кога покрај ментална ретардација, која е примарна за да бидат опфатени корисниците кај нас, кога има оштетување во видот, оштетување на слухот, оштетување на говорот и гласот, некои хромозомски аномалии, например Даунов синдром, исто и лицата со аутизам. Лицата со аутизам спаѓаат во групата на первазивни развојни нарушувања и можат да бидат застапени со една блага симптоматологија, а некои други пак исто лица со аутизам можат со многу потешка симптоматологија да бидат застапени, што зависно е од случај до случај. И према тоа зависи и колков ќе биде напредокот. Битно е да се работи, ние не се откажуваме, имаме многу елан за работа. Кај нас во училиштето работат 9 дефектолози, 1 логопед. Тоа се навистина прекрасни луѓе кои ја сакаат својата професија, несебично се даваат. Ги поздравувам во овој момент и нашата директорка, госпоѓа Марина Мануеловска, која огромни напори прави да ни овозможи подобри услови за работа. Така, вие се уште функционирате во на училиште Истурено, што е... Да, како подрачно училиште се водивме, поранешен Карпош. Тука има, еве, например, што мене многу ме радува, во светот се оди на тоа да не се сегрегира, да нема посебни паралелки и кај нас се оди во тој правец. Инклузијата е многу развиена, подоцна и можеме повеќе да кажеме за инклузијата, меѓутоа во нашата зграда имаме повеќе паралелки кои се одредовно од образование, трето и четврто деление, тие се дружат на одморите, јадат заедно кифли, купуваат смоки, трчаат по топка. Тоа е за поздравување, така да не се сегрегирани. Нашите корисници се у посебни паралелки, меѓутоа се дружат цело време со дечињата од редовната настава. И вие се наоѓате во, да кажеме, пошироко централно подрачје, значи постојано може да се видат вашите корисници како се дружат, разгледуваат одредени наши, одат на градски плоштад, одат во супермаркети, така. Присутни се на секои манифестации кои што се организираат. Во училишта исто така ги канат. Значи што сакам само да се надоврзам на Милена и да кажам дека дневните центри во светот почнуваат да се сметаат за една сегрегирачка форма. Значи, целта е да направиме интеграција на лицата со попреченост во заедницата каде што сите делуваме и живееме.
Дали тоа ќе биде преку вработување со поддршка или ќе се најдат начини, форми за поддршка, значи кои што ќе дадат поддршка не само на лицето, туку и на семејството, бидејќи огромна потребна е голема помош самото семејство, значи во текот на својот живот се живее и се бори значи со тој проблем, за да можеме лицата со попреченост целосно или барем делумно во зависност од нивните индивидуални можности и потенцијали да ги интегрираме во заедницата. Тоа е нашата цел. Така, значи, тука се наметнува едно прашање, каква е улогата на родителите? Значи, каква е улогата на родителите во однос на напредокот на посебна индивидуа? Нормално и во редовната настава не се сите ученици исти, затоа имаме оценки од 1 до 5, затоа имаме... Улогата на родителите би кажала дека е клучна. Тие се најважната карика во процесот на рехабилитација и на образование на овие лица со посебни образовни потреби. Родителот пред се. Јас би советувала на сите родители кои имаат дома детенце со посебни образовни потреби да едноставно ја прифатат таа состојба и да не се срамат, да го прифатат и да си го сакаат детето, без разлика што се може би се разликува по нешто од останатите, меѓутоа сите ние сме различни, нели? И родителот, прифаќајќи го детето и неговите можности, му отвара врата да си ги развива своите потенцијали. Нели? Значи, родителот треба да соработува со наставникот, да му овозможува на детето да излезе од кругот на семејството, да го шета, да го води кај роднини, да се игра со други другарчиња, најнормално да се однесува со него, како со другите деца кои ги има дома. Значи, да не прави никаква разлика. Мислам дека Фрусина тука веројатно ќе се надополните во однос на улогата на родителите како клучен елемент во развојот на индивидуата. Сите ние се стремиме значи да овозможиме поквалитетен живот на лицата со попреченост и на нивните семејства. И сега значи има неколку клучни аспекти во тој процес. Прво, како што кажа Милена, значи тоа е семејството. Здравите семејни односи се темел за успех. Значи, семејството каде што има волја, каде што има оптимизам, каде што има сила, да го прифати, значи, прво детето, да се прилагоди спрема неговите потреби, да живее со него и да се бори за детето, значи, за членот со посебни потреби. Тоа е патот на успехот, значи, кој што дава резултати. Исто така ни е потребен здрав образовен систем, токму она Милена што го каже. Систем, значи, кој што ќе го прифати детето, кој што ќе го вклучи пред се, значи, ќе се направи една добра инклузија на децата со посебни образовни потреби, правилно ќе го насочи детето, значи, образовниот систем треба да даде добри насоки, правец каде што ќе се движи развојот, значи, на самото дете. Исто така, образовниот систем треба максимално да ги исцрпе можностите и потенцијалите кои детето со посебни образовни потреби ги поседува. Друго што ни е потребно, значи, потребни ни се здрави социјални сервисни служби, потребни ни се дневни центри, кои што ќе работат на развој на вештини за самостојно живење пред се, живење со поддршка или вработување со поддршка. И клучна алка е здрава општествена средина. Значи, да се прифати самата заедница, да ги прифати лицата, да ги поддржи во сите сегменти на општественото живење. Исчезна ли тој страв да не се покажува детето кое што е различно, кое што е поинакво? Па може би има разлика, за разлика од порано, меѓутоа... За разлика од порано, никогаш не сме видели лица со попреченост надвор. Еве, пример еден многу едноставен, порано лицата со умерена ментална ретардација седеле дома и не оделе во образование. Ниту сме биле, ниту свесни останатите граѓани дека постојат такви лица. Не се вклучувале во процесот на образование, што навистина е голема штета и законот не ги обврзувал да ги носат на училиште, ги чувале дома, кој знае, кој не знае од семејството и тоа така врвало. Многу голем напредок има последните години, последните 10 можеби, меѓутоа не доволно. Секогаш може многу подобро да едноставно ги прифатиме целата општествена заедница, сите ние како граѓани, да ги прифатиме тие лица како рамноправни меѓу нас. Може би по нешто се разликуваат, ама секој има право да се разликува, нели? Не можеме сите исти да бидеме. Тоа не значи дека е нешто лошо, може би е подобро. Затоа треба да ги прифатиме како најрамноправни граѓани, да им дадеме шанса да се вклучат во животот и во локалната заедница, да бидат корисни граѓани, чувствувајќи се корисни, тие својот потенцијал ќе го развијат. Така, се сеќавате на периодот, веројатно, кога никој не ги видел, никој не знаел, освен некоја потесно семејство дека постојат такви лица, одредени лица воопшто не биле свесни дека постојат лица со пречки. Токму така, значи,
Јас 7 години работам во дневниот центар на Порака наша и можам да кажам дека јавната свест пред сека и родителите секоја година се зголемува. Значи, ние имаме листа каде што за прием на корисници во дневниот центар, но за жал немаме простор и немаме капацитет каде, значи да ги згрижиме тие корисници. Ви имате само за 20 на 21 корисник, значи ние а државниот центар исто до 25, значи бројката се движи до 25. Законот налага, значи доколку има повеќе лица, да се отвори нова социјална сервисна служба. Тоа е, значи, на нас што ни треба. Ни треба системска поддршка. Ни треба така за отварање на повеќе социјални сервисни служби, затоа што се Дали тоа е затворен простор или отворен простор кој едноставно како е замислено да објасните? Отварање на повеќе дневни центри во градот. Општина Куманово е навистина неголема општина. Така и навистина имаме потреба. Имаме потреба, значи, од системско решавање на проблемот. Обврска на државата, значи, да обезбеди таква поддршка. Меѓутоа, обврска на граѓаните, значи, да помогнеме сите заедно колку можеме, значи, сето тоа да се реализира и да покажеме резултати на терен. А тоа не е мала работа. Како вашите колеги ни кажуваат дека во странство граѓаните волонтираат во такви центри. Така. Волонтираат граѓаните, интересен податок е што волонтираат пред се пензионерите. Пензионерите, имавме, значи, таков случај, ова размена на искуства што стана со Англија, ни дојде, значи, 70 годишен човек кој што е веќе, значи, во пензија и кој што има премногу волја и елан за работа. И работи со категорија и работи менаџира, значи, социјална сервисна служба во Лондон, каде што кажува дека пред се на тие корисници со умерени и тешки пречки во развојот им помагаат пензионери. Многу повеќе него младата популација. Така ќе се навратиме за овие искуства дека значи се забележува дека последно време инклузијата цело време тоа го спомнувате инклузија како такво и се работи на законот уште повеќе, меѓутоа донесен е законот дека лица со попреченост може да се вклучат во редовната настава. Како да става по ова прашање? Јас го поздравувам законот за инклузија и целосно го поддржувам, меѓутоа се добива впечаток дека во одредени сегменти е нејасно. Не со некоја намера за да биде нејасно, меѓутоа сложена е целата таа проблематика. Што е, на пример, нејасно? Родителот има право сам да одлучи, што го поздравувам, право на родителот е сам да одлучува за своето дете, дали детето негово, без разлика каква пречка има, која е категоризирано според комисијата за категоризација. Во комисијата влегуваат повеќе профили: психолог, педагог, дефектолог, неуропсихијатар. Значи не едно лице одлучува каква категорија има тоа детенце. И сега кога ќе добиеме една наоди, мислење од комисијата за категоризација, или нема да добиеме, ако родителот не сака да го носи детето, без разлика што има индици дека треба да оди на комисија за категоризација, детето, родителот, значи, само одлучува дали ќе го вклучи во посебно образование, во вакви паралелки во кои ние работиме, или ќе го инклузира во редовната настава. Тоа е во ред до одреден смисол, затоа што не секоја категорија пак може по мене и по многу други стручни лица да се вклучи во редовната настава, затоа што понекогаш е потребно повеќе индивидуализирана настава, пошто се разликува нашата настава од онаа настава во редовни паралелки. Бројот на учениците кај нас е многу помал. Наставната програма е поедноставна. Говориме за работа со лица со интелектуална попреченост. Предметите не се сите застапени, само оние кои може да бидат совладени. Се прави исклучително квалитетна индивидуална образовна програма за секој ученик посебно и дефектолози, стручни лица, значи работат со овие лица. Додека во редовната настава ученикот, без разлика од која категорија, родителот така решил, го вклучува, нели, во редовно образование. Наставниците таму се коректни, ги примаат и ученици и така натаму, сакаат да работат со нив, меѓутоа не се стручни, да бидеме реални. Нема доволен број на дефектолози запослени во редовните училишта. И некаде каде што имаме по еден дефектолог на цело училиште. По некои стандарди се вели дека еден дефектолог може да обслужува во едно училиште 5-6 деца, а ние имаме по 30 деца на еден дефектолог, таму каде што го има, а најмногу го нема. И
што сме направиле? Не е доволно. Значи, или да се запослат, да се вработат дефектолози во сите редовни училишта, и тоа не само еден, повеќе, и да ги има во секоја училница, да помагаат на наставникот, да се тука, да асистираат на лицето со посебни образовни потреби, или пак да се најде некое поинако решение. Јас навистина сакам само да се доврзам на Милена и да кажам дека Сдруженијето Порака наша потпиша меморандум за соработка со Основното училиште Кочо Рацин. И поради тоа што сега течат подготовките за 3 декември, ние решивме да направиме еден документарен филм, каде што еден сегмент од филмот е наменет токму за образованието на децата со посебни образовни потреби. Направивме една прекрасна работилница во Кочо Рацин, каде што имаше дечења со и без попреченост, и на вистина, значи, ќе биде сето тоа, значи, дел од документарниот филм кој ќе се прикаже на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост, и ќе забележите и вие и вашите гледачи колку е прекрасна таа соработка помеѓу децата со и без попреченост, помеѓу младите кои што се нашата иднина и како тие ја прифаќаат различноста и на кој начин се работи, значи, во образованието. Ја во оваа прилика ја користам да искажам посебна благодарност до директорката Лидија Пешевска, значи, за несебична поддршка која што ја даде во текот, значи, на целиот процес и снимање на тој документарен филм. Значи, вие и двете се залагате за инклузивно образование, меѓутоа треба претходно да го се подобри таквите услови. Спремиме теренот да биде подготвен за да можат лицата да се вклучат во редовниот образовен систем. Сепак мора да признаеме дека не сите категории може да се вклучат во инклузивното образование. Ниту пак можеме да бидеме конкретни, на пример. Еве, имаме лица со аутизам. Некои можат од нив да се вклучат во редовното образование, дури за некои е пожелно, додека другите не можат. Не можеме да кажеме оваа категорија, дали лица со аутизам или лица со Даунов синдром. Овие со Даунов синдром можат или не можат? Не можеме така да кажеме, затоа што секој случај индивидуално треба да се разгледува и да се размислува така подлабоко. Анализа да се направи од страна на родителите, на стручните лица, сите заедно да донесу заклучок дали е подобро за ова лице конкретно да оди во редовното образование, да биде инклузирано, или да оди во посебните паралелки. Најчесто ги почитуваат вашите размислувања родителите, оние кои што секако согласно законот самите одлучуваат дали лицето ќе биде вклучено или нема да биде вклучено во редовната настава. Зависи од ситуација до ситуација. Родителите по дефолт не сакаат посебни паралелки, сосема разбирам, ја го сваќам тој порив на секој родител да се максимумот и да се вклопи максимумот на своето дете да му го даде, меѓутоа треба да се земе во предвид што нуди редовното образование и што нуди посебното, зависно од ситуацијата на детето во кое тоа се најде. Мислам дека со ова прашање веќе влегуваме во сфера на која што ќе бидеме отфрлени од повеќе. Јас ја поддржувам многу инклузијата, да бидам јасна, многу ја поддржувам и ја поздравувам, и светска интенција е да се инклузираат лицата, и дефектолозите први се тие што ја поздравуваат инклузијата. Нас животен позив ни е и порив да помагаме на лицата со попреченост и да ги вклучиме во општествената заедница. Значи, неможно еден дефектолог да не ја сака инклузијата. Да бидеме јасни. Само треба на правилни нозе да се постави и не по секоја цена. Тоа е клучно. Мораме да бидеме јасни. Да, се разбира, значи постојат одредени категории, кои можете ли да прецизирате кои? Сега, како што рече госпоѓа Пешич, сепак не може да кажеме овие од аутизам можат, овие не можат. Меѓутоа сепак има некои категории кои што нема да може, значи, да се вклучат во инклузивниот процес. Видете, сите ние говориме за инклузија, за инклузија. Што значи всушност тоа? Значи, самата инклузија, детето или лицето го става, значи, во фокусот на сите збиднувања. Значи, средината се прилагодува спрема детето. Инклузија не е мала работа. Инклузија значи трансформација на ставови, трансформација на образовни системи, трансформација на општеството во целина. Тоа ќе трае процес. И тоа е процес кој што ќе трае долго време. И кој што, затоа реков и на самиот почеток, сите ние заедно треба да работиме за да направиме подобар и поквалитетен живот да им обезбедиме на лицата со попреченост. Самиот процес инклузија, значи, носи големи предизвици. И одговорности.
Постојат, рековте, во вашето здружение и од руралните средини, односно фатени се руралните општини Липково и Старо Нагоричане. Каква е состојбата таму? Ретко ги работиме и како медиуми таму. Лицата неодамна имаше отворен државен центар, неодамна се отвори. Веројатно и таму ќе има одреден успех, но по известно време нема да биде тоа веднаш и сега. Така, значи во Липково е отворен дневен центар кој ќе го менаџира Министерството за труд и социјална политика. Значи ние имаме одлична соработка, значи со општина Липково и одлична соработка со општина Старо Нагоричане. Значи за кои сега размислуваме се проекти со кои би можеле исто така, значи да направиме нешто повеќе за нашите корисници кои што се наоѓаат, значи на таа територија. Пред се, значи сега активностите се сконцентрирани во општина Куманово. Се разбира и не голема. Така. Потребите се не големи. Да, например, дали на поинаков начин, кој е поинаков начин кој што вие го предлагате? Сега процесот е таков каков што е, инклузијата стартуваше, господица Симоновска вели дека тоа не е процес кој што ќе се случи сега веднаш одма. Тоа е процес кој трае, стартуваше и ќе трае и ќе се развива. Што ја мислам дека треба да се подобри? Треба, како што рече Фросина, нашата свест да биде поинаква, да бидеме малку поотворени на сите нас како граѓани према лицата со посебни образовни потреби. Доколку се вклучат, да бидеме конкретни во одговорот, доколку се вклучи такво лице во еден систем на образование и доколку му треба повеќе помош, да се вклучат стручни лица кои ќе му помагаат во сека училница да има дефектолог, доколку има дечиња со посебни образовни потреби. Наставникот да не е оставен сам на себе, да дефектологот да му помага, специјалниот едукатор или рехабилитатор по најновата категоризација нели на професии, да биде тука вклучен во формирањето на индивидуалниот образовен план. Значи тоа да се направи стручно и квалитетно, за да може тоа лице да се вклучи и да се работи со родителите, се разбира, на сите дечиња кои се во редовната настава, да едноставно и тие бидат поотворени. Значи, сепак доаѓаме на едно исто, да се развива општествената свест, да бидеме спремни да ги прифатиме. Кога ние ќе ги прифатиме дома, и нашите деца во училиште ќе ги прифатат. Тоа е еден круг кој мораме да го отвориме малку повеќе, затоа што децата во училиште се многу добре дојдени им се лицата со посебни образовни потреби, меѓутоа сето тоа го носиме од дома. И домашното воспитание, да едноставно бидат насочени од своите родители дека без разлика, што некој е можеби различен, дека не е тоа помалку вредно. Туку баш напротив, има еден квалитет повеќе. Исто така, значи би додала дека сите ние заедно треба да бидеме промената која што сакаме да ја видиме во општеството. Значи сите ние имаме колективна одговорност да ја почитуваме различност и да го почитуваме различниот од нас. Посебно, значи, младата популација, бидејќи тоа е нашата иднина. Рековте еден позитивен пример, значи имате соработка со основни училишта, поединични, со некои малку повеќе, со некои помалку. Така. Тука ви се пријателите од Наце Буѓони, вие сте и соседи, впрочем, таму, па веројатно и по таа линија повеќе соработувате. Така, и веќе, значи, кругот го шириме. Ќе потпишеме, значи, меморандуми за соработка со повеќе, значи, училишта во градот и не само самиот меморандум да биде обврзувачки, ќе настојуваме, значи, секој училиште каде што порака наша ќе потпише меморандум да си формира работни тимови кои што ќе учествуваат во изработка, значи, на проекти со кои што ќе можеме да поддржиме одредени активности во училиштата. Дали тоа ќе бидат дефектолози кои што ние, значи, преку проект ќе успееме да ги обезбедиме на одреден временски период во самото училиште. Дали тоа ќе биде опрема или други средства, значи, кои што преку проектот ќе можеме да ги обезбедиме, значи ќе направиме се што е во наша моќ за да можеме да го сториме тоа и да ја подобриме состојбата во училиштето. Уште едно прашање конкретно за вас, бидејќи во образованието државно немате вие некои проекти посебни, специјални? Па имаме по нешто, меѓутоа не во толкава мера. Да, не во толкава мера, да. Кои се конкретните што ги реализирате, чисто за информација?
Значи моментално работиме, сите проекти кои што ги работиме се во насока на унапредување на програмата, значи која што се реализира во дневниот центар и моментално работиме на подготовка, значи на проект за каде што ќе ги поставиме темелите на социјалното претприемништво. Веќе имавме, значи, еден таков проект, реализиравме преку UNDP и сме задоволни од резултатите, значи, кои што ги постигнавме преку тој проект. Навистина сакаме, значи, нашите корисници да ги интегрираме колку што е можно во локалната заедница преку процесот на вработување. И тоа вработување со поддршка. На тој начин што самите средства, значи, кои што ќе се обезбедат, приходи, повторно ќе се реинвестираат во локалната заедница. Тоа е нешто, значи, на кое што сега моментално работи. Мислам дека во Куманова веќе функционираат така повеќе фирми, дека има фирми кои што користат различни мерки, бенефиции од државата, тоа се пред се, значи, заштитни друштва кои што вработуваат лица со попреченост и како резултат на тоа, значи, државата обезбедува одредени бенефиции. Се трудиме, значи, сега имаме сознание дека во текот на 2016 година треба да излезе и законот за квотно вработување на лицата со попреченост. Така се најавува тоа на големи брата, веројатно ќе се случи, бидејќи Македонија ги следи тие законски светските бидејќи сме подписнички. Еден ден кога ќе влеземе во Европската унија, сето тоа ќе ни се гледа како позитивно, затоа што се припремаме со време, нели? Па да, во последно време навистина се донесува голем број на закони во полза на позитивно. Да, во полза. Така и целта е, нели, вработување во отворено стопанство, вработување во јавни предпријатија, во државна администрација, значи самото квотно вработување, земејќи ги во предвид меѓународните искуства, од 2 до 6%, значи ќе бидат вработени лица со попреченост во зависност, значи, од бројот на вработени во конкретната фирма. Така. Тоа е еден круг кој се надоврзува, помагајќи им на лицата, давајќи им работа. Ние не им помагаме давајќи им социјална помош. Значи, напротив, ги оспособуваме сами да се грижат самите за себе и државата едноставно има помалку грижа за таквите лица, од друга страна социјално да ги подкрепува и да им помага со социјална помош. Никој не сака да зема социјална помош, јас сум убедена, дури најмалку лицата со посебни потреби и со попреченост сака да бидат вклучени и да го заработуваат оно и да го користат оно што го работат, да бидат активни корисници на мерките и вклучени во општествената средина. Сакам да прашам, вие имате навистина голема соработка со земјите од регионот. Така. Сме следеле, имате соработка, да кажеме, со земјите од Англија, имате последно и од Ирска, имавте во одреден период. Значи одреден временски период соработувавме со една невладина организација од Бугарија, значи тоа беше и проект со балканските држави. Така, и настојуваме, значи, тие трендови да ги прошируваме, затоа што навистина голем број на искуства можат да се пренесат и да се донесат, значи, во Република Македонија, да направиме еден македонски модел каде што ќе можеме сите тие искуства практично да ги примениме. Фактички вие помалку земате искуства од Бугарија, помалку и го прилагодувате на нашите потреби. Сакаме ние да речеме правиме македонски модел на нештото. Така, и каде сме ние на тоа ниво? Како, например, соседите, како тоа го работат, како тоа го работи Западна Европа? Еве што се однесува конкретно, значи, до дневните центри, работиме, значи, според слични програми и имаме иста цел, а тоа е интегрирање на лицата во заедницата. Разликата е во системската поддршка, токму она што го реков. Значи, обезбедување, системско решение за потребите кои што моментално ги имаме. Зошто го велам ова? Значи, ние кога социјалните сервисни служби ќе им обезбедиме една системска поддршка, каде што ќе се вклучи државата, ние, значи, како невладен сектор, не останува простор да работиме на развивање на нови форми за поддршка на семејствата. Една од таквите форми е живење со поддршка. 24 часовно згрижување на лицата со попреченост во стамбени единици и решаваме едно многу големо прашање. Во посебни стамбени единици би седеле, како е замислено тоа? Така, значи тоа се стамбени единици каде што функционира во светот, не е новина. За мене е новина, ја прв пат слушам такво нешто. Единици постојат во Република Македонија, имаме 7 во Неготина и 7 во Скопје.
Порака наша се залага за формирање на стамбени единици. Откако ќе го реши системско ќе го реши прашањето на одржливост, финансиска одржливост на дневниот центар. Затоа што тоа е нашата идеја и како што реков ќе решиме едно големо прашање, а тоа е што ќе биде по смртта на нивните родители. Родителите се тие што се прашуваат и главно горечко прашање на родителите на лицата со попреченост, да ја надополнам Фросина, е што кога нас ке нема. Тоа е основното прашање кој ги загрижува родителите и ние како заедница треба на вистина големи напори да направиме да го елиминираме тоа од прашање како едно прашање кое ги оптеретува, една грижа помалку, затоа што многу е важно, замислете си, на нивно место да сте, што со вашето дете ќе се случи, тоа секојдневно ве прогонува едноставно, што со нашето дете кога еден ден, тоа е природно, нели сите нас ке не нема, и затоа треба да државата и сите ние да направиме напори да излеземе во пресрет на овие родители. Какви се тие стамбени единици? Значи, тие живеат посебно, работат? Така, тоа се стамбени единици. Живеат во групи, да. Еве, Фросина нека си објасни. Тоа се, значи, стамбени единици каде што се изнајмуваат, значи, спрат од куќа или тоа е стан, и најмногу живеат по 5 корисник. Ти има 24 часовна поддршка, значи, од страна на стручни лица. Не се сами. И не се сами, значи, и ама не се со родителите. Така, посетуваат социјална сервисна служба во утренски часови, додека попладневно се згрижени, значи, во својот дом. Се обслужуваат сами. Така е. Значи, тоа работат? Се обслужуваат сами, они функционираат како едно семејство, да кажеме. А не се семејство, него се група на граѓани со подеднакви потреби, попреченост, како и да е, кои за нив се грижи лице кое е едноставно стручно лице, не се сами оставени на себе, сепак мора да има некој присутен, ама не се тоа родителите. Значи родителите ќе имаат шанса да им овозможат на своите деца и да живеат сами. Тоа се говори за лицата кои се полнолетни, да се разбереме, не за деца, не за деца, под 18 години. Изнад 18 години, кога нормално секој сака да живее сам. Родителот има можност да ги посетува како гост. Да. А така, значи, се останува врската до. Па нормално не престануваат да си биваат семејство, само едноставно овие се самостални, што е за поздравување. Така, кои се другите и како поинаку функционира? Рековте волонтираат многу, да кажеме, граѓани од заедницата, волонтираат помагајќи на нивните сограѓани лица со попреченост. Така, значи ние можеме да се пофалиме со огромен број на волонтери, пред се млади волонтери кај нас, за разлика од Англија каде што се постарите. Значи кај нас тоа е младата популација. Ние навистина сме задоволни од тоа, бидејќи сметаме дека таа стигма и дека постојат луѓе кои што се поразлични, кај нас доаѓа значи една млада популација, разбиваме една табуа, не е толку засегната од тоа прашање, нити го смета за табу како повозрасната популација. И затоа настојуваме, значи, што е можно повеќе да оствариме соработка со училиштата, значи во градот, за да кажеме дека правото на различноста мора да се почитува. Значи, сите сме различни, сите имаме своји потреби, имаат и лицата со попреченост. Штом ќе успееме, значи, младата популација да ја подигнеме јавната свест, верувајте ми дека ние сме завршиле голема работа. Така се слагате со инвестиција во иднината, да. Да, тоа е клучното. Значи, младите луѓе, ама се поаѓа од семејството. Значи, ја првенствено апел до сите родители кои имаат дома деца, без разлика дали се со посебни образовни потреби или се дел од редовната популација, да едноставно им овозможат на своите деца да ги прифаќаат оние што се различни и да не го гледаат тоа како лоша работа. При крај на оваа емисија само да најавам уште еден прилог кој што ќе се однесува токму на нашите сограѓани лица со попреченост, кој што ќе можеме да го проследиме во нередните неколку минути. Повторно се враќаме во студиото. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години Порака наша прослави 9 години од постоењето. Корисниците на услугите на Дневниот центар, стручниот тим, презентираа и организираа продажна изложба на ракотворби.
Воедно посетителите во уметничката галерија, каде се одржа свеченоста по повод роденденот, на Порака наша имаа можност да ги проследат и различни вештини, кулинарски работа со машини за шиење, изработки од дрво, кои што корисниците ги спроведуваат во рамки на различните проекти, со кои се осамостојуваат и со кои полесно се интегрираат во заедницата. Денес, 9 години како постои Дневниот центар, сакаме да прикажеме до каде сме напреднале во однос на работата со корисниците на Дневниот центар, во однос на развивање на нивните можности и нивните способности. Денес преку перформансот што се изведува, сите посетители ќе можат директно да видат како се изработуваат сите производи што редовно ги продаваме на нашите продажни изложби на различни локации во градот. Денес сме сведоци како тоа изгледа, на кој начин се вклучени, кои се нивните можности и кој е крајниот резултат од се тоа. На подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо Нагоречене, според одредени проценки, има регистрирано околу 900 лица со попреченост. Во градот, покрај Дневниот центар, Порака наша обстојува и функционира и Дневен центар под Министерството за труд и социјална политика, а во општина Липково пак неодамна беше отворен нов Дневен центар во село Оризаре. Родителите сметаат дека е потребно отварање на дополнителни центри за оваа категорија граѓани. Вклучивме деца кои што научија да шијат на машина, научија да кројат, да сечат, работат со дрвја, правиме украси, правиме разни материјали, значи ги препознаваат, ги праќаме да купуваат производи, правиме изложби каде што и тие се самите учесници, така, значи функционирањето за сега на Дневниот центар е во солидно ниво. Во Дневниот центар Порака наша услугите во работната недела ги користат 21 лице над 18 години. Се враќаме назад во студиото, односно со завршните поенти, односно први плановите кои што ќе бидат ваши како Порака наша во иднина, во скора иднина. Зборувам. Значи, ние како Сдружение Порака наша предстои се залагаме за законот за социјално претприемништво, затоа што сметаме дека на тој начин ќе овозможиме нашите корисници да станат активни граѓани, значи, во општеството. Исто така, значи, ќе работиме на изработка на проекти со училиштата во општината. Тоа не е исто примерна цел, а пред се, значи, основна и најважна дејност во овој период ќе ни биде финансиска одржливост на социјалната сервисна служба Дневен центар. Ке се снајдете, веројатно имате одредени прашања, ве следиме. Веруваме. Следиме, значи имате одредени прашања, имате потенцијали, понекогаш имате недостиг на средства, меѓутоа мора да потенцираме дека бизнис заедницата во Куманово тоа е едно навистина еден многу важен столб за финансиската одржливост на активностите на и заборавивме да ги поздравиме. Така, и во ова прилика користам, значи, да поздравам општина Куманово и градоначалникот, како и Советот на општина Куманово, кои несебично веќе 9-та година го помагаат Дневниот центар и без нив, значи, нашите активности не би можеле да се реализираат. Исто така, значи, и Министерството за труд и социјална политика, значи, учествува со одредени финансиски средства. Меѓутоа, тие веќе имате свој посебен Дневен центар, каде што постојано се вложуваат, и уште еден во општина Липково, мислам дека во село Оризаре. Така. И тука уште едно, значи, бизнис заедницата навистина ви помага, барем ние како информативен дел често следиме. Јас би рекла дека бизнис заедницата е еден од најважните столбови. Не добива доволно внимание од однос на медиумите и она што го прави за Јас ви ветувам дека ние во иднина ќе поработиме повеќе на тоа. Така. Вашите планови во иднина, вие останувате државно образование, таа програма нема некоја. Добро, таа програма, меѓутоа ние секогаш сме отворени за соработка и ги повикувам сите невладини организации кои сакаат да соработуваат. Добре дојдени се кај нас, добре дојдени се сите добронамерни граѓани кои сакаат да помогнат, дали во вид на донација или едноставно волонтирање. Ние сме отворени за соработка со сите, се што ќе води во придонес подобрување на условите за работа
така и лицата со посебни образовни потреби, а кај нас морам да бидам искрена, не се само проблемот што се лица со посебни образовни потреби, туку поголем дел и се социјално загрозени. Значи и бизнис заедницата е добредојдена кај нас, и невладиниот сектор е добредојден, и сите добронамерни граѓани во секое време можат да дојдат, да не посетат, еве нова година иде, добредојдени се сите кои сакаат да донираат новогодишни пакетчиња на овие дечиња кај нас во нашите паралелки. Ние сме отворени за соработка. Се надевам дека имате добра соработка со медиумите и нив, односно помогнавме, може да се каже, малку во покревање на свеста, имаме одлична соработка, морам да кажам, со сите вас. Благодарам. И јас ви благодарам што бевте наши гости. Се надевам дека ќе допрат вашите пораки до надлежните, односно до оние кои се повикани, дека конечно ќе профункционира законот за социјално претприемништво, во завршна фаза, да се надеваме дека тоа наскоро ќе се донесе. И она вработување кое што го спомнавте и кое 2016 согласно препораките и согласно најавите на надлежните ќе се донесе. Така, веруваме ние во тоа, работиме. И она што за крај би сакала само да кажам е дека мораме да ја почитуваме различност, бидејќи тоа е патот кој води до успехот и до достоинствен живот. А лицата со попреченост имаат право на достоинствен живот. И заслужуваат навистина, да. Така и вашите пораки се значи инклузија. Моите пораки се инклузија секаде каде што тоа е можно. Тука и ние се надоврзуваме на вашите пораки за инклузија и ви посакуваме успех во вашето понатамошно функционирање и подобрување на состојбата на лицата со попреченост. Се надевам дека и ние ќе допринесеме со афирмативни и промотивни прилози кои што ќе бидат емитувани на нашата програма со цел да се помогне на оваа категорија, така и на подигање на свеста за оваа категорија на наши сограѓани. Благодарам. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.